Почитувани, ви благодарам што сте повторно на мојот YouTube канал. Благодарам и за вашата бројност. Денеска ќе говориме за еден импулс кој што не може да се скроти, а тоа е импулсот за коцкање. Оваа социјална појава е од 2014 година многу забележителна во нашата држава. Многу голем број на млади луѓе, особено адолесценти, имаат патолошка карактеристика на коцкари преку онлайн коцкарење. Една таква клиентка, чиј син е во тој барабан, како што умееме да кажеме ние, се изјасни дека навистина коцкарниците треба да се затворат. Незиното дете чувствува анксиозност, депресивност, немир. Незиното дете е во постојани долгови и таа мора да ги враќа. Но ова е повеќе социјална тема. Што станува со личноста која што подлегнува на патолошка коцка? Таа личност најверојатно на почетокот од забава и од игра влегува во тој круг. Бидејќи и самите знаеме дека коцкарењето е легално во нашата држава, па и во останатите. Коцкарењето не е некоја нова креативна игра, таа постои уште пред 3000 години. Во самите археолошки артефакти се пронајдени коцки со кои што тогашните луѓе ги повикувале боговите и си ја креирале судбината. Да, интересот за креирање на судбината е секако како коцкарите, но тој е извесен. Нивната судбина значи влегување во коцкарската куќа, губење на душата, губење на сите односи и релации, семејството, губење на пари и губење на животот. Во секој случај ова е социјален сегмент. Меѓутоа, од психолошка гледна точка, станува збор за замена на невозвратена љубов. Како? Самата личност до самата 5-та година од неговиот раст и развој немала доволно внимание, немала доволно љубов, немала доволно посветеност, особено на клучниот субјект, мајката. И самиот Зигмунд Фројд вели дека детето е татко на животот. Ако во тие клучни години тоа дете доживува самодоверба преку сигурност од страна на неговата мајка и од страна на поширокото семејство, тој во возрастните години, кога има потреба како адолесцент да се докажува со самодоверба, да има зрело градење на личност, тој нема да посегне по зависности. Овде имавме силно обвинување и самокритичност на неговата мајка и поширокото семејство дека детето го испуштиле. Воопшто не може да се бара вината во родителите до крај или во семејството и туку овој процес на коцкарење или појава како патологија е мултидисциплинарен и баш таков пристап бара. Многу земји веќе се во тренд и бараат и од порано и сега да се воспостави нова хиерархија на воспитување и поставеност на тоа како родителите и мајките ќе бидат со нивните деца. Многу е значаен фактот што во повеќе земји до 3 години децата се со своите мајки. Имам колешка која што реши својата кариера да ја прекине со цел да му се посвети на незиното дете макар до 3-та година. Секако ќе живее поскромно, меѓутоа ја охрабрувам и честитам за незината одлучност, затоа што на детето, ако му се додаде вистинскиот сегмент, есенцијалната љубов, доверба, која порано или подоцна ќе прерасне во вистинска самодоверба, што резултира со емоционално здрава личност, сигурно нема да дојде до патологија на зависности. Но за патологијата коцкарење, тоа е еден импулс кој не може да се совлада. Тоа е една желба за еуфорија. Тоа е една желба да се стигне по секоја цена, да се остави денар со цел дека тие коцки ќе му предвидат судбината, односно ќе добие. Но еуфоријата, верували или не, од психолошки аспект е најголема токму кога губат. Тие мерења се воспоставени од некои институции, например, надвор од Македонија. Во нашиот систем има многу работа. Тука сакаме да воспоставиме некаков ред, но редот се воспоставува уште во најмала возраст. Не велам дека треба да биде вклучена пренаталната психологија, меѓутоа се потоа одраѓањето и за време на тој пренатален период, па и до 3-та или 5-та година од животот, родителите, особено мајката, треба да го дарува со несебична љубов и доверба тоа дете кое што подоцна ќе биде инвестиција
која што ќе даде многу голем допринос не само за неговата личност, туку и за целиот општествен систем. За подлобоките теми кои психички процеси ги предизвикува коцкарењето и како тоа делува на самата личност, ќе говориме во некое друго видео. Меѓутоа сега моравме да ја начнеме оваа тема од причина што многумина ги скриваат проблемите под тепих, затоа што самите деца се уште од најмали нозе проследени низ еден процес на гледање на модел на однесување, дали е неговиот татко или неговиот дедо. Во конкретниот случај, во психотерапија, кај нашата клиентка, низиниот син тргнал по стапките на нивниот татко, па и нема друг модел на однесување. Колку тоа разорно ќе делува на неговата психа и дали има излез од оваа патолошка коцкарска дејност, секако одговорот е позитивен. Меѓутоа, ние како во психотерапија препорачуваме, веднаш кога ќе забележите првите знаци дека се одлеваат повеќе пари од семејниот буџет наменети за нешто друго, веднаш кога ќе забележите дека не може да му одолее некој на импулсот да едноставно отиде во некоја кладилница или коцкарница и тоа трае некој извост на време, веднаш треба да се побара психолошка помош. До тогаш размислете добро дали имате доволна самодоверба, дали имате доволно љубов кон самите себе си и дали себе си се ставате на прво место наспроти пороците.